ова издание. До 15 јануари ќе бидат усвоени сите амандмани поврзани со договорот од Преспа, смета председателот на Комисијата за европски прашања Артен Груби. Со него разговаравме во Вашингтон. Поранешниот директор на FBI, Джеймс Коми, денеска ќе биде испрашуван за истрагите за наводни врски на кампањата на Доналд Трамп со Русија. Со многу нејасноти заврши самитот Г20 во Аргентина. Каква иднина за светот носат заклучоците од Буенос Ајрес? Останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Тоше Огњанов. Нови 155.000 работни места се отворени во ноември во САД. Ова го соопшти одделот за труд при американската администрација. Иако тоа е помала бројка во однос на октомври, кога беа отворени 237.000 работни места, стапката на невработеност останува близу историскиот минимум од 3,7%. Во продолжение одиме со другите вести. Поранешниот директор на FBI, Джеймс Коми, денеска ќе сведочи зад затворени врати пред републиканците во представничкиот дом, пред тој да биде преземен под контрола на демократите во јануари. Коми треба да сведочи за истрагите за наводните врски на кампањата на Доналд Трамп со Русија, како и за електронските пораки на Хилари Клинтон. Во Белата куќа се одржа прослава за еврејскиот празник Ханука. Пред палењето на свеќите поставени на менората, татко на жртва од масовното пукање во Флорида го пофали председателот Трамп како најголем пријател на еврејскиот народ. Компанијата Nissan најави дека ќе повлече околу 150.000 возила произведени во Јапонија, како резултат на несоодветна инспекција. Одлуката опфаќа најмалку 10 модели, вклучувајќи ги електронските возила Note и Leaf, како и March и Cube, произведени меѓу ноември 2017 и октомври 2018 година. Сите амандмани за измена на Уставот да добијат зелено светло до средината на јануари, очекува Артен Груби, пратеникот и председател на Комисијата за европски прашања и на групата за пријателство со САД. Груби деновиве е во Вашингтон, каде оствари средби со конгресмени и сенатори. Со него разговараше Анета Шијакова. Артен Груби за гласот на Америка кажа дека очекува амандманите за измена на Уставот да бидат усвоени во периодот од 9 до 15 јануари идната година. Председателот на Комисијата за европски прашања и на групата за пријателство со САД и пратеник во Собранието на Македонија е во Вашингтон, како учесник на 12-тиот парламентарен безбедносен форум за разузнавање во Сенатот. Борбата против тероризмот е особено важно прашање за земја која претендира да стане членка на НАТО, ни рече тој по повод престојот во главниот град на САД. Република Македонија е апсолутно засегната по ова прашање и сведоци бевме низ годините дека всушност Западен Балкан или Југоисточна Европа е маршрута исто така и на бегалците кои што доаѓаат од Блискиот Исток, нели кон Европа. И посебно поради фактот што ние сме учесници во сите мировни операции заедно со Соединетите Американски држави, го поддржуваме коалицијата во борбата против тероризмот. Усвоивме исто така закон во врска со ова прашање во Собранието на Република Македонија. Имавме апсења во минатите години и продолжуваме со оперативните работи во земјата и сметаме дека придонесуваме на сериозен начин во борбата против тероризмот. Вашингтон е важен стратешки партнер на Македонија и Груби ја искористи посетата да се сретне со конгресмени и сенатори. Апсолутен интерес во Вашингтон е ист како и нашиот интерес, да се зачлени Македонија во НАТО и Европската Унија, а тоа може да го постигнеме само преку имплементација на Преспанскиот договор помеѓу Атина и Скопје во врска со уставното име на Република Македонија, кој што процес веќе е започнат со отварањето на Уставот на 19 октомври и веќе сме во текот на одржување на јавна расправа. Од тука дуи ги поддржува амандманите кои се во постапка за менување на Уставот. Ги поддржуваме апсолутно. Значи, ние сме пионири во напорите на Република Македонија за интеграција во НАТО и Европската Унија и сметаме дека Преспанскиот договор и уставните измени се неминовни за Република Македонија да се откочи нашата врата во НАТО и Европската Унија. Груби верува дека во првата половина на јануари амандманите ќе добијат зелено светло. Загриженост за повеќе прашања изразија лидерите на годинашната средба на Г20, што се одржа во Аргентина. Темите на дебатите се движеа од климатските промени до економскиот судир меѓу САД и Кина. Роберт Рафаеле го направи освртот од Буенос Ајрес.
На маргините на самитот беше постигнат нов трговски договор меѓу САД, Мексико и Канада. Ако биде усвоен од претениците на сите три нации, пактот ќе го замени договорот од 1993, познат како нафта, кој председателот Трамп неколку пати го критикуваше. Во интервју за Грета Ван Сустерн, Трамп рече дека новиот договор е на линија со неговата платформа Америка прво. Треба да биде усвоен во Конгресот, што мислам ќе се случи во спротивно, добро е како што е досега. На самитот немаше напредок за разговорите за климатските промени. Во јуни 2017 Трамп ги повлече САД од договорот во Париз постигнат за време на администрацијата на Обама во 2015. Во Буенос Ајрес тој уште еднаш се осврна на целите од договорот како премногу стриктни. Јас сакам најчист воздух и најчиста вода на планетата, но нема да ја оставам државата да отфрла бизнис делки, за да се одржат некои стандарди кои што веројатно се небитни. Но други нации инсистираат дека емисијата на издувни гасови мора драматично да се намали. Ова е сингапурскиот министер за финансии Хенг Сви Кит. Треба да ги земеме в предвид научните докази. Најавувам дека ќе воведеме данок за емисијата на издувни гасови од следната година. Мислам дека сите треба да размислуваме во таа насока. Покрај загриженоста за засилените инвестиции во Кина на глобално ниво, Аргентина и Кина на маргините на самитот потпишаа договори со над 30 инвестиции и сделки во областа на земјоделството. На маргините на самитот се зборуваше и за привремената пауза во трговската војна САД-Кина. Има определба од двете страни да се бара победничко решение за сите. Се надевам ќе успеат во тоа помеѓу земните состаноци. Следниот самит на групата 20 е во Осака, Јапонија, во јуни следната година. На камионите за отпад во Вашингтон се нацртани цвеќиња, птици, пеперутки, а со цел да се промовира рециклирањето. Како жителите на главниот град на САД реагираат кога пред нивните домови ќе се појават овие возила, ќе ни каже Дебора Блок. Нечиста работа е, но некој мора да ја работи. Комуналните работници во главниот град на САД сега имаат можност да уживаат управувајќи камиони, така наречени шелби, на кои има уметнички цртежи. Навистина е многу забавно, а привлекува и многу внимание. Сандерс Рајт е горд на неговиот камион, кој е излепен со копија од оригинална слика. Иако овие уметнички камиони сега станаат доста популарни, на улица се уште од пред 5 години. Тие се дел од градската иницијатива да се промовира рециклирањето, истовремено представувајќи ги локалните артисти. Жителите пак уживаат гледајќи ги. Рајт вели дека луѓето станале попријателски расположени откако почнала иницијативата. Им се обраќале по име, а понекогаш им носеле и колачиња и други специјалитети. Се чувствувате убаво кога ќе ги слушнете граѓаните како ви велат дека им се допаѓаат камионите. Ние ќе им свирнеме во знак на благодарност. Дизајнот е навистина интересен. Ова е можност и за артистите да ги откријат нивните таленти. Еве што вели уметникот Майкл Кросет. На овој начин мојата уметност може да биде видена во многу различни заедници. Тој направил цртеж во кој е вклучен и Американскиот конгрес. Сушност се работи за комбинација од околу 250 фотографии. Сликата го покажува ентузијазмот во Вашингтон, а овој уметник го користи и ѓубрето како мотив за работа. Мислам дека е одличен пакет кога ѓубрето ќе додаде боја во мојата уметност. Сепак, поради временските услови и надворешната изложеност, овие камиони треба да бидат обновувани на секои 2 години. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Тоше Огњанов. Утре е викенд. Некои ќе одат на планина, некои на концерт, а некои со своите пријатели и семејства. Изберете го најдобриот начин да ги поминете следните 2 дена. Се гледаме во понеделник. Presents the following National Geographic program as we continue to explore
the world around us. I always wondered how I was going to die, and now I know. Meru is the culmination of all I've done, and all I've wanted to do is this peak and this climb. Conrad's reputation among climbers is flawless. I only go on expeditions with people that I know and that I trust. As a team, you're the sum total of all your experience. I had heard about Renan. I knew he was strong enough. When we got there and I looked up at the mountain, I didn't know what we were getting into.